Првата работа со која што лани се соочив е дека година и нешто не се асфалтираше воопшто. Го променивме законот, еве сите гледате дека се работи. Втората работа, како е проектирано, постојниот проект поминува низ градби од А категорија. Поминува во заштитено подрачје на аеродромот, поминува преку бензински пумпи, поминува преку болници и преку хотели. Тоа се објекти кои што не можете да ги експроприирате. Значи, експроприација се прави до куќи. И за тоа најдовме решение. Минатиот вторник помина на влада, во понеделник влегува во собрание и очекувам во рок од 2 до 3 недели тој закон да е изгласан и на тој начин да го решиме и вториот проблем со објекти на траса. Како е проектирано, кога ќе го завршиме автопатов, ќе ја викнам, ќе ви покажам. Секако дека е лошо проектирано. И третиот проблем е со стечиштата. Во моментов работиме. Јас поканив експерти од странство и не ми е срам да го кажам тоа, затоа што да знаеле домашните да ја завршат работата, ќе ја завршеле. Работат, кога ќе имаме решенија, исто така ќе ги презентирам во јавност. Уште од летово, кога ќе се пушти делницата од Врбјани до Охрид, а секако следна година и кога ќе се пушти целиот автопат, веќе сликата ќе се промени целосно